Прво јавно предпријатие од сите комунални и водоводни во земјава, Прилепски водовод и канализација, е во фаза на набавка на географски информацијски систем, а завршен е тендерот за набавка на рентген систем со чија имплементација по внесување на сите неопходни параметри во многу нешта ќе се подобри целокупниот надзор и долгата водоводна и канализациона мрежа низ градот. Директорот Јанески информира дека во четврток и петок во соседна Грција ќе се финализираат активностите за имплементација на партнерскиот проект Балкан Мед, соопштени од Албанија и Грција. Средствата за овој така наречен ГИС систем за потребите на водовод изнесуваат околу 160.000 евра, од кои 15% се од буџетот на Министерството за локалната самоуправа, а останатите 85% се грант средства на Европската унија. Набавката пак на така наречениот рентген систем е од сопствени средства во висина од околу 2,5 милиони денари, кои ќе овозможи навремена детекција на проблемите од една страна, а се би функционирало на лице место со внесување на состојбата од терен во системот по пат на мобилна апликација. Со цел набавка на географски информатички систем и техничка опрема за детекција на губитоци на вода, како и опрема за детекција на тесни грла во канализација. Од причини што веќе имаме ортофото подлоги, стрип мап карти, како и катастарски подлоги, ќе ја скенираме целокупната наша подземна мрежа и сите податоци ќе ги внесиме во овај географски информатички систем, со соодветни наменети за дејноста модули, ќе можеме директно податоците од терен да ги внесуваме во географскиот информатички систем, како за канализационата мрежа, така и за водоводната мрежа, односно за губитоците на вода. Тоа значи дека во секој момент вашите луѓе на терен и преку увидот во овој систем и преку рентген системот кој што дополнително исто така треба да функционира, ќе имате увид во секој момент каде има дефекти, кои се дефектите, каде е зголемена потрошувачката, каде треба да се интервенира. Тоа значи дека во секој момент јавното комунално предпријатие ќе знае каде има проблеми и со водоводната и со канализационата мрежа. Географскиот информатички систем, со оглед на тоа што треба да биде функционален на дејноста на јавното комунално предпријатие, ќе дава податоци точно каде е дотраена мрежата, кои испусти треба да се затворат за да се санираат дефектите, каде треба да се насочиме во наредниот период на менување на мрежата, каде се најголемите губитоци на вода, со оглед на тоа дека и градот го делиме на 14 зони и поставуваме зонски мерачи, ние ќе заокружиме еден процес во кој што комплетно ќе знаеме со каква мрежа располагаме, со оглед на тоа дека се работи за мрежа од 240 километри и каде практично оди водата која таа се губи и какви се проблеми се јавуваат во поглед на канализационата мрежа. Во исто време набавуваме со сопствени средства рентген, кој што ќе има мојност да ги лоцира и да ги гледа сите инсталации 5 метри под земја. Се разбира дека намерата ние да си ги лоцираме и да си гледаме нашите инсталации, нашата водоводна и канализациона мрежа, меѓутоа во исто време ќе можеме да ја гледаме севкупната инсталација под градот, што значи дека и при евентуална наша интервенција ние нема да направиме штета на некое друго предпријатие. Ново набавената опрема и технологија и тоа како ќе му помогне на водовод и канализација во борбата со дивите и нелегални приклучоци, кражбите на вода, но и внатрешните несразмерни високи теховни материјални трошоци, што ќе значи крајно поекономично работење и заштеди како на средствата, така и на губитоци на вода. Од друга страна, новата опрема ќе помогне и при планирање на идните зафати, затоа што ќе има реален увид во местоположбата на оние линии каде ќе треба да се изведуваат зафати на мрежата. Инаку водовод од постојните 400 радиомодули е во фаза на набавка на дополнителни околу 1600 вакви модули, со кои ќе се овозможи далечинско читање на повеќе водомери. Тоа ќе значи реално отчитување на потрошената вода, а не по волјата на инкасаторите.